Тема што е глобална, актуелна, за која што најмногу говори светот во моментов, во пресред на погребот на папата Франциск, кој што ќе се одржи во сабота, верници од целиот свет доаѓаат во Рим. Сите патишта водат кон Рим. Од вчера католичките верници имаат можност да му оддадат последна почит на починатиот папа Франциск. Неговото тело е изложено во отворен ковчег во базиликата Свети Петар. Се очекуваат десетици илјади посетители кои сакаат да му одадат последна почит на Светиот Отец. Тој за мене представува промената на христијанската вера што треба да ја негувам и натаму. Затоа не можев да го пропуштам последното збогување. Чувствена тага. Се преплавуваат силни емоции дека папата повеќе не е со нас. Папата беше многу близок со младите и со луѓето од Латинска Америка. Погребот е закажан за во сабота, во тек се подготовките, а безбедносните мерки се значително зголемени. На погребот се очекуваат државни гости од целиот свет. За разлика од неговите претходници, телото на папата Франциск нема да биде изложено на катафалк, повисока платформа на која стои ковчегот. Поглаварот на католичката црква во својот тестамент наложил поскромна процедура. Верниците ќе го видат починатиот понтив како лежи во едноставен дрвен ковчег, без папскиот бискупски стап како символ на власт покрај ковчегот. Франциск беше начело на католичката црква повеќе од 12 години. Како глас во светот, тој постојано го привлекуваше вниманието на оние кои се на маргините на општеството. А по неговата смрт, вниманието се насочува кон можните наследници на папскиот трон. Во ватиканските кругови често се повторува изреката: ако влезеш во конклавата како папа, излегуваш како кардинал. Ова имплицира дека светиот и таинствен процес на изборот на поглаварот на католичката црква не е надпревар за популарност, туку избор инспириран од Божјата волја, при што кардиналите, наречени принцови на црквата, го избираат Христовиот заменик на земјата. Починатиот папа Франциск именуваше мнозинство од актуелните избирачи, често бирајќи личности кои ги делат неговите пасторални приоритети, што укажува на можност за континуитет наместо радикален прекин. Верници од целиот свет пристигнуваат во Ватикан да му оддадат последна почит на папата Франциск. Во Рим во тек се подготовките за погребот кој што ќе се одржи в сабота, безбедносните мерки се зголемени. И додека траат последните подготовки за испраќањето на папата Франциск, веќе се водат дилеми и полемики кој ќе биде новиот папа. Секој со различен став и визии за иднината на црквата. Што значеше папството на Франциск за католичката црква е тема која што наредниве минути ја отвараме со Оливера Трајковска, председателка на Комисијата за односи помеѓу верските заедници. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Оливера, добро утро. Светот тагува и ако за нешто се зборува деновиве, тоа е колку папата Франциск беше почитуван во светот, не само од католичките верници, туку и од сите луѓе глобално, токму поради едноставноста, скромноста и народноста, но и пристапот кон верниците кои велат дека со него мистериозниот Ватикан се отвори кон светот. Апсолутно ќе се согласам со тоа, бидејќи папата, како што и веќе напоменав во едно претходно интервју, важеше за пастир на надежта, за гласот на скромноста и праведноста. Навистина беше посебен папа, бидејќи знаеше да зборува за сиромашните, да ги почитува сиромашните, да направи реформи во однос на финансиското работење, да зборува гласно против војните, да зборува гласно против се она што го засега нашето човештво, а сите ние некако го премолчуваме од непознати причини. Ќе остане запаметен по се она што го правеше и пред се морам да кажам дека кога станува збор за лидери, верски лидери, мораме да го нагласиме моментот дека без оглед на сето она кое што како човечки фактор, како човек тој го оставил како белег во човештвото, доколку еден верски лидер не е надахнат од Светиот Дух, тогаш се би било напразно. Можам да кажам во тој контекст дека кај папата Франциск имаше присуство на Светиот Дух, што е правенствено да го има еден верски лидер за да може да служи доследно на самата црква. Токму тоа беше
она што ние како олицетворение го гледавме кај папата Франциск и затоа толку многу беше почитуван и од верниците и од останатите лидери на останатите верски заедници. И тука ќе се задржам на овој момент. Го почитуваа, искрено го сакаа верниците, го почитуваа многу и католичките свештеници. Колегата Ване Трајков наредниве неколку минути разговара со отец Спасо Ристов од католичката катедрала Успение на Пресвета Богородица. Ване, добро утро. Се наоѓаме во катедралата Успение на Пресвета Богородица во Струмица, седиште на католичката црква во нашава земја. Разговараме со отец Спасо Ристов за и околу папата Фрањо, кој што неодамна почина. Господине Ристов, успеа ли папата Фрањо да ја доближи црквата до сите верници? Папата Фрањо, откако беше избран за наследник на Петровиот престол, се обидуваше да биде се поблиску до обичниот народ. Се обидуваше да биде блиску до своите верници, затоа што и самиот кажа дека црквата треба да биде отворена, црквата треба да излезе на перифериите, црквата треба да биде присутна таму каде што е народот. Ние тоа како свештеници го имаме добиено и како порака од него и како едно наследство, за да можеме истото тоа што тој се обидуваше да го прави и ние да го наследиме. Колку тој се успеа во тоа, сигурно дека сега во моментот кога веќе сме сите натажени заради неговото поминување, заради неговото враќање во домот на својот татко, ќе каже потоа времето. Но сите оние зборови и упатства што ни ги укаже се толку едноставни и примерни, што тој говореше од аспект на своето искуство. Не од некои теолошки догледи, туку оно што го живееше и како свештеник и како епископ во Аргентина сакаше да го принесе на општо на целата универзална црква. Папата Фрањо беше во апостолска посета на Македонија. Успеа ли да го зајакне заедништвото и да ги обедини сите верници? Секаде каде што одеше, најпрво му беше да се сретне со сите верски лидери, за да можат потоа обичниот народ или обичниот верник да види дека нашите поглавари заедно се среќаваат, заедно разговараат за се оно што нам можеби ни стои како да сме разделени. Најверојатно, кога тој дојде во Македонија, ние сите бевме срекни, без разлика дали беа католици, православни или муслимани или некои од други верски етнички заедници, се гледаше дека неговиот дух представуваше еден човек кој доаѓа да не обедини, еден човек кој не гледаше кој што е, туку најпрво гледаше дека ние сме луѓе и треба да живееме заедно. Сепак, тоа пораката останува, пораката е кажена, останува од наша страна ние тоа да го прифатиме или да го одбиеме. Папата Фрањо гласно говореше за одредени случувања во светот и цврсто се спротивуваше на истите како што се војните и така натаму. Сметате ли дека верските лидери треба гласно да зборуваат за одредени општествени појави? Ние, како црковни служители, никогаш не треба да зборуваме против луѓето, туку треба да зборуваме и да го проповедуваме Евангелието. А Евангелието е радосна вест, е објавување на Словото Божие кое носи љубов едни со други. Тука спаѓат сите, без разлика во кој правец животот ги однел. Треба црквата да ги прибере за да можат и тие да ја почувствуваат радоста Христова. Кога сега во овој момент се наоѓаме во Христовото воскресение, Христос како можеше да им прости на сите, зошто ние да не можеме да си простиме и да се обединеме? Тоа го правеше папата Фрањо. Отец Ристов, кој е неголемото наследство што го остави папата Фрањо за верниците, но и свештениците од католичката црква? Ние ќе бидеме сите благодарни за да можеме барем дел од неговата скромност да ја имаме и дел од неговата прифатливост.
се сеќавам колку пати и во неговите проповеди зборуваше и за мир, зборуваше против насилство, зборуваше за емигрантите, зборуваше за тие кои го оставиле својот дом, за геноцидите. Сето тоа му правеше една голема мака и многу големи вознемирување во неговиот живот и го кажуваше на нас луѓето со толкава голема симпатија: вие сте сите браќа, зошто да се мразите? Немаше проповед да не спомне за мир во светот, за се оно што може, кој на кого може да му помогне и така натаму. Се додека кажуваше не престане оружјето да зборува, ние никогаш нема да отидеме напред. Еве, нека е тоа како една порака која може би помеѓу другите за човештвото да може да живее во мир и во стабилност. Како парох, пошто ќе го паметите или ќе биде запаметен папата Фрањо овде во нашава земја? Папата Фрањо, кога беше во Македонија, јас бев во организациониот одбор, така да се сеќавам многу добро на сите тие наши активности за да го подготвиме теренот, за да може да дојде и да го каже својот збор. Бевме сите радосни за тоа што тој е наш поглавар. И кога ти доаѓа поглаварот, ќе даде се од себе за да можеш, нели, како најдобро да може да биде, нели, пречекан. А сите тие верници кои беа таму со толкава голема радост, ги сакаа и ги слушаа неговите зборови, и секој сакаше да се допре, да дојде до него, барем ако не повеќе да му ја фати раката, за да ја почувствува блискоста на него до нас. Ние во Македонија 19-та година секогаш ќе ја паметиме и ќе ни остане затоа што тој е прв папа кој ја посети Македонија, а не сме толку многу голем број како што претходно кажав. Тој не доаѓа само за католиците, туку доаѓа за сиот народ кој живее во ова наша држава Македонија. Јас ви благодарам, тоа беше отец Спасо Ристов, парох при Католичката катедрала Успение на Пресвета Богородица во Струмица. Студио. Благодариме, Ване, за линковското вклучување. Оливера, со самото објавување на смртта веста за смртта на папата се активираат бројни протоколи во Ватикан. Што се случува во моментов таму? Па вака, телото на папата е изложено на 23 април во базиликата Свети Петар. И таму сега во овој момент со погребната миса ќе раководи Джовани Батиста Ре, кардиналот, кој што е задолжен. Телото на папата е поставено во ковчег, скромен ковчег кој што е изработен од дрво со облога од цинк, за разлика од претходните папи, мислам погребната церемонија, каде што обично папите се погребуваат во 3 ковчези, и тоа едниот е изработен од дап, едниот од олово и едниот од друг материјал. И се смета дека тоа е посебен вид на погребна церемонија, но меѓутоа, како што веќе знаеме, поради скромноста на папата Франциски, неговата посебна желба, тој се погребува на ваков начин. Исто така, ковчегот не е поставен на повисока подлога, односно катафалк, туку е поставен на самиот под во базиликата, затоа што исто тоа е желба на самиот папа Франциск. Исто така, во овој период имаме, како што веќе рековме, зајакнати безбедносни мерки, се очекуваат во постојана комуникација, значи Ватикан со сите меѓународни организации, со сите меѓународни делегации кои што во моментот треба да пристигнат во Ватикан и да бидат дел од погребната церемонија. Многу луѓе, безбедносни мерки значително зголемени, подготовките за погребот се во тек, подсетуваме ќе се одржи во сабота. Какви се протоколите и што ќе се случува во сабота во Ватикан? Значи, погребот ќе биде на 26 април во 10 часот. Прво телото на папата Франциск ќе биде изложено на плоштадот Свети Петар, а потоа ќе биде погребано во катедралата Санта Марија Маджоре во Рим, затоа што исто тоа е желба на самиот папа и постои за тоа и еден вид анекдота, односно зборување како тоа место е избрано да биде местото каде што самиот папа ќе биде погребан.
еднаш при прошетката во Ватикан, самиот папа прашал која е ова просторија и тогаш му кажале дел од кардиналите, тоа е местото каде што се чуваат свеќите. Во тој момент папата Франциск рекол, таму сакам да бидам погребан. И на тој начин доаѓа до моментот и во својот тестамент наведува дека треба да биде погребан во самата катедрала Санта Марија Маджоре во Рим. Исто така, откако ќе биде изложено телото, ќе кардиналите, како што реков веќе, одговорен е деканатот на колегиумот на кардинали Джовани Батиста Ре, кој што ќе раководи со погребната миса и понатаму телото по завршувањето на погребната церемонија во која што сите делегации кои што сакаат да му одадат почит на папата, ќе имаат многу краток период, некаде од прилика од 10 до 15 секунди да му оддадат почит на папата и потоа телото ќе биде погребано во самата катедрала. Вие како председателка на Комисијата за односи помеѓу верските заедници стапивте во контакт со Ватикан, како изгледаше комуникацијата? Така, ние имаме постојана комуникација, значи со Светата столица во Ватикан и во моментот кога ја разбравме веста за упокојувањето, тоа беше на 21 април, дека неговата светост се упокоил, веднаш испративме телеграма со сочувство и солидарност, изразивме сочувство до самата Света столица и исто така пропратно проследивме информација за наше присуство на самата погребна церемонија во постојана комуникација со тамошниот амбасадор Тони. Значи секојдневно се слушаме и околу тоа кој би бил дел од делегацијата, значи кои се протоколите, се што е потребно, бидејќи самата комисија представува линк помеѓу државата и сите оние делегации кои што би биле потенцијално се извинувам присутни на самата погребна церемонија. Во овој случај бевме во комуникација и со кабинетот на председателката која што ќе присуствува на погребната церемонија и на некој начин дававме повратни информации, меѓусебна размена на информациите. Во тој контекст и секогаш комисијата одржува континуирани и плодотворни односи со Светата столица и со луѓето кои што во Ватикан не представуваат нас. А со уништувањето на позлатениот рибарски прстен на папата Франциск, најстарите и најсимволични знаци на папската власт, се смета дека Светиот престол е слободен. Вниманието во моментов на светската јавност е насочено кон можниот наследник. Така, значи по смртта на папата постои обред со кој што неговиот позлатен рибарски прстен се уништува и тоа се прави со сребрен чекан во овој период назначен за самата потврда на смртта на папата е кардиналот Колин Фарел, кој што ќе има можност тоа да го стори и уништувањето на самиот папски прстен е од две причини. Од практична причина за да не се случи злоупотреба на неговиот папски прстен, бидејќи на самиот прстен е испишано и името на самиот папа, а вториот, како што рековме, символичен момент е моментот бидејќи со кршењето на прстенот се објавува завршувањето на неговото владење, односно моментот кога престолот настанува празен или преоден период кој што се нарекува седе ваканте. И следното прашање е тесно поврзано со стартот на нашиот разговор. Светот го паметеше по исклучително убави моменти. Католичките верници и не само католичките верници, туку генерално целиот свет го сакаше поради непосредноста, поради отвореноста и пристапот на папата во говорите. И сега прашањето е дали е можно со изборот на нов папа, оној кој што ќе седне на Светиот престол, да продолжи по истиот пат или треба да очекуваме враќање на конзервативната линија? Како што реков, сега моментално апостолскиот престол е упразнет, седе ваканте и потребно е да се свика конклавата, односно изборот на новиот папа. Конклавата е сочинета од 212 кардинали кои што доаѓаат од целиот свет и самата конклава ќе заседава толку денови колку што е потребно се додека не биде изберен новиот папа. Новиот папа кој што треба да биде избран или папа би бил папата кој што во реална смисла би можел да го наследи папата Франциск и би бил сличен со него. Но меѓутоа факт
знаете дека папата покрај тоа што беше омилен помеѓу верниците, тој исто така наидуваше на остри реакции помеѓу своите кругови, односно помеѓу кардиналите, затоа што имаше реформаторски дух и направи многу реформи во самиот Ватикан, па затоа и наидуваше на остри реакции. Во тој контекст, сега е многу важно кој момент ќе преовлада, дали тоа ќе биде Папа Биле, односно оној дел од кардиналите кој што е сличен и кој што го следи патот на папата Франциск, или тоа ќе бидат конзервативните струи. Значи има повеќе претенденти за тоа кој би бил можниот иден папа. Меѓу нив се истакнуваат Пиетро Паролин, тоа е државниот секретар на Ватикан, потоа тука го имаме Жан-Клод Холерих, се извинувам, од Луксембург и уште еден папа кој што смета дека е многу сличен со папата Франциск или азискиот Франциск, тоа е Луис Тагле. За него се смета дека е многу сличен со папата, дека исто така се залага за социјална правда и дека е настроен кон почит на сиромашните и дека го следи патот кој што и самиот папа Франциск го трасираше. Но меѓутоа имаме и струи од конзервативниот дел кој што доколку дојдат, тогаш можеби ќе имаме малку враќање на некои одредени моменти во Ватикан пред назначувањето на папата Франциска, кој што е, да кажеме, Ричард Берг од САД, па тогаш би имале нови моменти во структурите и организацијата на самиот Ватикан. Така. Да, и за крај, колку е важно верските лидери да говорат гласно и за заедништво, ако го земеме примерот со папат, ете, и да дојдат конзервативците, нели, сега до израз тоа што го следев и на светските медиуми вчера, велат никогаш веќе не може да биде исто назад, како што било, нели, порано, па затоа колку е важно сите верски лидери во светот да продолжат да говорат гласно и за заедништво, ако поаѓаме од примерот на папата дека успеа да направи промени. Апсолутно се согласувам дека верските лидери треба да бидат гласот на мирот, на диалогот, на заедништвото и главните промотори на она што би било добро во општеството, затоа што папата Франциск гласно зборуваше за се она што човештвото го тангира и беше многу успешен во тоа и во тој момент и всушност се доближуваше до верниците и до обичните луѓе. Токму тоа треба да го прават и сите верски лидери, бидејќи доколку верските лидери премолчуваат, односно покажуваат тишина кога политичарите зборуваат и кога прават нешто што не е во ред, тогаш стануваат соучесници. Тие можат да извршат влијание на милиони луѓе. Доколку тие, како личен пример, бидат пример за мир, за соживот, за толеранција, за се оно што е олицетворение на доброто, тогаш и самите верници ќе бидат такви. Па во тој контекст, примерот на папата Франциска, имаме и други такви верски лидери кои што можат да промовираат мир, треба да ни бидат трепер во нашето општество и дефинитивно тоа е нивната морална должност во моментот кога стануваат верски лидери. Сите очи на светот се свртени кон Ватикан и наредниве 20 на дена ја следиме ситуацијата, па ќе анализираме со изборот на новиот папа, кога ќе го дознаеме името, што може да донесе и тој. Благодариме за гостувањето во Македонија на утро. Ви благодарам на поканата. Го слушнавме мислењето на свештениците во еден сегмент од разговорот, а наредниве минути ќе го слушнаме и мислењето на верниците. Така. Колешката Симона Бачаровска имаме во живо од Скопје. Со следниот разговор ќе направиме и за окружување на темата. Симона? Благодарам, Ване. Ние се вклучуваме од Католичката црква во Скопје за да разговараме за тој отворен и непосреден пристап кој што го имаше папата Франциск, за кој што разговаравте и вие во студио, а сето тоа ќе го дознаеме преку разговорот со Ена Абјаник и нејзиното лично искуство кога станува збор за односот на папата со сите верници. Ена, пред се благодарам за издвоеното време и што ќе имаме можност да го слушнеме твоето лично искуство, меѓутоа и ета да поразговараме на тоа колку е важен таквиот пристап за верниците и односот со верските лидери на тој начин. Во 2019 година на 7 мај папата беше на онаа историска посета на нашата земја во Скопје и мене навистина ми беше голем благослов што бев дел од организацијата на средбата, меѓурелигиската средба која што имаше со младите. Јас немав прилика да имам со него личностна интеракција, но јас присуствував и бев дел од сето тоа.
И можам да кажам дека тој навистина нели беше таков автентичен и полн со хумор и покрај тоа што нели човекот веќе беше преморен, целиот ден му беше полн со агенда, тој дојде тука, младите сите бевме собрани токму во овој двор тука и ни говореше за тоа да сонуваме, дека соништата се тие кои што ќе обстојат и дека треба да сонуваме големи соништа. Потоа се сеќавам дека тој ги забележа дечињата кои што си игра пред него и даде токму коментари во таа насока, а исто така ја забележи бремената жена која што беше моја пријателка, која што неколку дена требаше да се породи после тоа и токму ги охрабри жените и кажа дека ева нели оваа бремена жена е сведоштво за тоа дека жените ја носат историјата напред, го ја носат општеството напред и дека треба нели да бидеме само храбри во сето тоа. Навистина, тоа беше еден историски момент кој што за секогаш ќе го паметам и сите тие пораки кои што ни ги кажа тој ден останаа врежани нели во мене и во тоа што јас нели го живеам. Да, неговото доаѓање со сигурност ќе го памти и Македонија и понатака, затоа што е единствениот папа кој што не посети, па разговаравме и во студио разговараа во однос на тој однос кој што го оствари папата Франциск, колку е важно за верниците да продолжи таквиот пристап и дали можеби токму тој однос доведе до тоа, еве како што раскажувате и вие преку насмевка за неговото постоење, така го прави всушност и целиот свет. На денешниот свет, на денешните луѓе и млади и сите има потребна таа автентичност, тој хумор, таа реалност. Значи тој допир со реалноста и сметам дека тоа е тоа што направи тој да ја пренесе евангелската порака на сите, без разлика дали се верници, неверници, на било која нели структура на општеството да припаѓаат. Но тој исто така беше и доста критичен кон сите лоши нешта што се случуваат во општеството. Знаеше да ги критикува идеологиите, знаеше да ја критикува корупцијата и сето зло кое што нели општеството и политиките можат да ги направат. Исто така тој во својата енциклика Laudato Si, која што е втора енциклика од неговото папство, тој говореше за да го заштитиме нашиот дом, нашата земја, нашата планета Земја. И тука исто така даде многу критики и насоки за тоа колку е тоа важно. Значи, со тоа сакам да кажам дека тој беше во текст со се што се случува, нели имаше пораки дури и за социјалните мрежи, за вештачката интелигенција, нели како понатаму треба да се однесуваме во однос на сето тоа. Сметам дека таа комбинација на тој негов автентичен карактер, полн со хумор и реалност, нели, и таа директност и критика на сите лоши нешта што се случуваат во општеството направи тој да биде навистина еден голем папа кој што беше близок до сите. Да. Сметате ли дека со тоа ги доближи католичките верници повеќе до Ватикан, за разлика од претходно што можеби сликата и доживувањето на Ватикан било малку поинаку? Дефинитивно да, и нели луѓе кои што воопшто можеби не знаеле или имале некакви погрешни представи за црквата, сметам дека тој им ја доближи во она автентична смисла каква што и треба да биде, нели? Вистина, Ена, ви благодарам за денешниот разговор, што успеавме барам на кратко да го слушнеме и вашето искуство, меѓутоа и се она што верувам дека го споделуваат и верниците во овој момент. Да, само сакам да кажам дека има навистина многу што има тој кажано и напишано. И имаме и книгата на македонски јазик Божјото име и милосрдие. И тука исто многу пораки може да се добијат, така што секој кој што сака да дознае што папата ни порачуваше, може да пронајде. Секако благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Ена Авјаник во однос на незиното искуство, како го доживеала со посетата на папата во Македонија, меѓутоа и сета негова работа која што е оставена зад него и неговиот однос кој што допринесува верниците повеќе да се доближат до она што е навистина значајно и суштинско. Симона, благодариме. Со ова ја заокружуваме оваа тема. Секако истата ќе не биде во фокусот и во деновите пред нас во утринската програма на Јавниот сервис.